Овој концерт и со оваа акција на USAID ќе останат многу трајни вредности. Многу училишта основни ќе бидат реновирани и многу методи во школството ќе бидат променети и имплементирани, голем дел од нив, а сето тоа е трајно. Ајде да се вратиме на концертот. Ние сите со нетрпение го очекуваме за утре вечер и сите твои илјадници обожаватели кои што ќе пристигнат од цела Македонија. Меѓутоа, многу е невообичаено, морам да кажам, да бидеш пред таков голем концерт на друг континент. Зошто беше таму? Имаше настапи, турнеја, концерти? Да. Каде? Имав турнеја во Австралија. Вчера се вративме од Австралија од еден исклучително тежок пат, но концертите кои се случија таму ја олеснија сета таа работа со оглед на тоа што беа совршени сите. Бевме во Сиднеј, во Мелбурн и во Перт. За концертите беа одржани за македонската диаспора. Прекрасни беа сите, од првиот до последниот. Тоа ми овозможи да ги наполнам батериите и да се вратам во живите после долгиот и напорен пат за Австралија и назад. Многу е напорен периодов, ама контактот со публиката и концертите кои се случуваат ме враќаат во живот. Така што утре ќе биде најголемото акумулирање на позитивна енергија на самиот концерт на градски стадион. Затоа спомнав пред малку, едва и чекам јас да се случи. Ми треба комуникација со публиката, посебно после месец и пол одмор во Крушево кој се случи пред известно време. Супер, таман си ги наполни батериите. Мислам дека ти и не водиш многу сметка за некои дати во твојата кариера. Има. Да, добро, еве ние сме за тоа тука. Мислам дека сега треба да ти честитам 10 години од првиот голем настап, од првиот голем твој фестивал. Значи 10 години од Макфест и од Пушти ме, а токму тогаш имав и среќа да те запознам. Се сеќавам дека беше една генерална проба и тогаш се случи една фасцинација, неверојатна, значи едно младо момче кое што сите нас не натера да трчаме да видиме кој е тој што пее, затоа што до тогаш не бевме чуле таков глас. Значи вака сега, нека ти се честито првите 10 години од кариерата. Па, дај Боже, и следниве 100 да бидеш ваква сјајна звезда. Љубов ме се дари, љубов нема ни за пари, но ти во него љубов бараше. Мислеше искрено те сака и веднаш му подари рака. Ма јас залудно те очекувам. Сакам за друга да патам, сакам и тебе да те вратам. Пушти ме од љубов да умрам и да пијам и да губам. Пушти ме. Тебе да те вратам, пушти ме од љубов да умрам и да пијам и да губам. Пушти ме. Пушти ме. Кажи ми, од првите, значи од првиот албум, од... Пројдоа 10 години никако. Да? 10 години. А има само 26 години. Ова златно убаво дете овде. Значи, вака, од првиот албум, од првиот голем концерт на Лизгалиште, каде што врнеше, меѓутоа сите ние стоевме и бевме пресрекни, потоа полнењето на универзалната сала 5 дена поред и освојувањето на, еве да речеме, градски стадион, па потоа и надвор од државата. Кажи ми, што ти е предизвик? Секој нов концерт, толку многу илјадници луѓе. Како изгледа да излезеш на сцена, без разлика што ти сега имаш искуство и знаеш дека те сакаат луѓето и публиката, како изгледа? Верувам дека не би можел да ти кажам, а посебно кога е на Скопскиот стадион во прашање, односно кога е поголем број на повеќе илјадна публика, значи примерот е тој, Скопски стадион веќе 2 пати се случи досега. Утре ќе биде трет пат.
Едноставно не можам да ги изрезимирам чувствата за време на концертот. Пред концерт чувствувам огромна одговорност и желба да се појавам на концертот. Одговорноста е пак, ќе спомнам, многу голема, заради тоа што посебно дома очекувањата од домашната публика е најголема. Морам да признаам дека најмногу трема имам кога сум дома и пред домашната публика. Тоа ќе биде случај и утре, сигурно. Веќе имам трема. 2-3 дена пред концертот сум веќе видно вознемирен, а и од желбата и од преголема желба да настапам. Едноставно не би можел да израчунам како се чувствувам на сцената пред толку многу луѓе, заради тоа што се случува некоја посебна магија и посебна размена на енергија која доаѓа не знам од каде. Значи музиката е некоја друга димензија и тука се случува тие неколку часа, се случува баш таа некоја друга димензија. Откако ќе заврши концертот, никогаш не сум успеал досега да се свестам како сум се чувствувал на самиот концерт, заради тоа што нешто обзема на сцена. Како мене, така се надевам и публиката, заради тоа што другата страна на размената на енергија е токму публиката на концертите. Беше скромно дете од Крушево и сега си, и за тоа ми е многу драго, значи не се промени. Сега веќе се потрудив да ги зачувам тие главни карактеристики, поради кои можеби сум и тоа што сум, јас се надевам дека времето не ме менува. Без разлика на некои што викаат дека скромноста е врлина на глупавите луѓе, не се сложувам. Скромноста е врлина на добрите луѓе. Знам дека твоите родители се традиционални, знам дека веруваат во Бога исто и ти. Од првиот ден кога сум те запознала. И секогаш велиш, например, кога најаваш концерт или албум или гостување, со Господ напред, ќе биде добро. Влезе во овој матен свет на шоу бизнисот. Тука си веќе 10 години. Дали се уште веруваш во Бога и дали се уште живееш по принципите како порано? Се трудам да живеам по неговите принципи, а дефинитивно светот на шоу бизнисот е многу матен. Тоа можам да го заклучам последниве неколку месеци исклучително. Ке се потрудам да го издржам сето тоа темпо, додека имам сила и снага. А се додека ме прати публиката и ми дава поддршка, а се разбира и новинарите од државата. Секогаш ќе се најде некој што сето тоа ќе го бойкотира или во некоја друга форма ќе го запакува. Нама поголемиот дел од новинарите ми даваат исклучителна поддршка, тоа ми е изворот на енергија. Добро. Заради тоа ќе продолжам и понатаму да пливам во матниот свет и ќе се трудам да испливам на површина. Ни сите тие матни гестови, планови со добрината која на крај се надевам дека ќе победи. Добро, јас верувам дека тие што ги спомнуваш се многу мал процент незначаен новинари и од овде и од било каде, кои би напишале нешто лошо, бидејќи е општо познато дека сите те сакаат и те ценат, и од публиката и од новинарите. Што се однесува до твојата кариера, блескави успеси. Што се однесува до материјалната страна, исто така. Верувам дека си задоволен, меѓутоа, што мислиш дека доби до сега, а што изгуби? Единствено приватноста ја изгубив и на тоа бев свесен уште на почетокот кога почнав да се занимавам со овој бизнис, односно со шоу бизнисот кој е разнолик. Бев свесен дека нема да имам приватност, а останатите работи ги добив. Фала на Господа. Значи, добив благослов да го работам тоа што го сакам да го работам. Тоа зашто ме бива единствено. Веројатно, кога не би работел музика, не би можел ништо друго да работам, заради тоа што не знам во животот ништо друго да работам. Единствено убави работи добив. Една работа која ја изгубив е приватноста, која многу и не ми фали. Сега за сега барем, може би во поодминатите години ќе ми фали, ама ќе си дојде се само по себе. Значи сега за сега сум многу среќен со се што добив од кариерата и од тоа што го работам како третирање на музиката. Кажи ми, што се случува со твојата интернационална кариера? Веројатно за нешто што е добро треба многу време. Така и за овој албум кој се подготвува на англиски јазик, меѓутоа ти одиш и се враќаш неколку пати веќе во Лондон. Кога конечно
ќе можеме да уживаме во